Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада, а во нив ќе гледате. Работниците од водовод и канализација протестираа поради неисплатени плати. Нема да ги извршуваат работните задачи додека не им бидат регулирани побарувањата. Со биење на камбаните точно напладне и со делење пита со паричка во Тетово и Тетовско ќе биде одбележан празникот Свети Василий Велики. Годишна Тетовка физички нападнала жител на Голема Речица, при што користела и тврд предмет. Работниците од Тетовски водовод и канализација денес протестираа поради неисплатени плати за неколку месеци. Тие воедно и штрајкуваат, односно нема да ги извршуваат работните задачи додека не им бидат регулирани побарувањата. Се работи за околу 80 вработени во оваа единица, но проблемот е долгогодишен и актуелен за сите вработени во јавното комунално претпријатие Тетово, поради што и локалната самоуправа му додели финансиска помош. На протест денес излегува работниците од регионалната единица водовод и канализација при јавното комунално претпријатие Тетово. Велат дека 2,5 месеци немаат добиено плата вработените со решенија, 3,5 месеци тие без решенија, а со тоа немаат ниту здравствено осигурување. Нема да излезат на терен да работат додека не им се исплатат платите. Не бараме покачување, не бараме плюс тоа што не може да се оствари, него бараме тоа што ни следува. Со тоа ние нема да излеземе на терен. Додека не бидеме гласни. Више доста со лажење ќе има овој месец, ќе има тој месец. Работниците потенцираат дека нивната работа е неопходна за градот да има непречено снабдување со вода, затоа што тие постојано се на терен поради честите дефекти во мрежата. Мрежата е стара више. Има 70 години што линиите што се стари линии. Сега највише се случат, пошто кога се пуштат ови нови, не се прави тоа како треба со песок, да се тврля песок оздола и озгора, да се прави како треба нормално. И тоа нормално пукаат цевките. Ова ги искористим ситуацијава да кажеме дека и водата е стратешки ресурс. Значи стратешки ресурс. И овие се стратешки работници, мајстори и корисниците на нашите услуги се стратешки. Поради доцнење на платите на вработените во јавното комунално претпријатие Тетово, општината му даде помош од 25 милиони денари. Од претпријатието велат дека постепено се исплаќаат, но некогаш имаат административни проблеми. Живосметката на општината во некогаш се соочува со проблеми и проблемот на трезорот кој што известно време се заради празниците не работеше, па тука се појавува и мали дефекти имаме, институционални, тие се неминовни. Поради доцнење на платите минатиот месец на протест излегува и вработените во регионалната единица комунална хигиена. Од јавното комунално претпријатие велат дека ваквите проблеми ќе се решат со формирањето на 2 засебни претпријатија кои е во тек. Членството на Македонија во Европската Унија до 2030 година е можно, но за тоа е потребно одржување на националниот консензус натре во земјава и задржување на вниманието на Брисел кон нашиот регион, оцени председателот Стево Пендаровски во обраќање пред Советот на амбасадори на тема Западниот Балкан помеѓу Западот и Истокот, Северна Македонија членка на Европската Унија до 2030 година. Ние сме се наслушале за реторички национален консензус, државен консензус, кој ќе ги прашаш сите политичари, дали сте за Европска Унија? Да. И кој ќе речеш, а под овие услови, со оваа преговарачка рамка и половината ги нема. Значи, ние во моментов, за жал, немаме национален консензус да продолжиме кон Европската Унија. Прва не пречка, него прва обврска во таа смисла е промената на Уставот. Тука треба да се покаже дали си за Европската Унија или не си. Затоа што содржината на преговарачката рамка ни е позната. Конкретното барање да ги внесеме бугарите како дел од народ во преамбулата е позната. Ако имаме 6 делови од други народи кои живеат, плюс македонците,
Што е спорно? Како македонската држава ја рушиме ако внесеме уште бугари, хрвати, црногорци, можеби евреи и така натаму и така натаму. Министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија Бујар Османи денеска во Виена ја презентираше програмата на председавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ. Мора да му дадеме дополнителна поддршка на ОПСЕ за да одговори на својата задача. Тоа подразбира брзо усвојување на единствениот буџет на организацијата. Начелата и заложбите не треба да останат само флоскули. Во пресрет на 50 годишнината од усвојувањето на Хелсиншкиот документ, историјата ќе напамети по делата, а не по нашите ветувања, размислување и изјави. Мора да ги преточиме зборовите во дела, за да ја обезбедиме функционалноста на ОПСЕ. Украина ќе остане наш главен приоритет. Агресијата мора да престане. Убивањето и опустошувањето на цивилното население се неприфатливи. Вознемирува да се види како луѓето страдаат. Последиците и цената од оваа војна за регионот на ОПСЕ и пошироко се жалосни и неподносливи. Свесни сме дека постојат и други кризни подрачја во регионот на ОПСЕ. Регионалната нестабилност и потенцијалот за нови конфликти ќе бараат наше непрекинато внимание. Треба да ги задржиме суштинските функции и дејности на организацијата, водејќи сметка таа да биде способна да им обезбеди поддршка на ранливите региони и да остане флексибилна во справувањето со предизвиците. Надлежните министри денес го потпишаа правилникот за функционална проценка на деца и млади со попреченост, со кој се доуредува начинот на функционирање на стручните тела за проценка, начинот на вршење на проценка, како и начинот на остварување на дополнителната поддршка од областа на образованието, здравството, социјална заштита и заштита на децата. Мерките за дополнителната поддршка и услугите на децата со попреченост од денески се обезбедуваат врз основа на наот и мислење на стручните тимови за функционална проценка и стручните тимови за координација и следење на спроведувањето на функционалната проценка. Тука денес пишуваме историја, заедно ја менуваме реалноста на лицата со попреченост, заедно ги прошируваме хоризонтите, но тука не застануваме. Почитувани, сакам да ви известам дека веќе се подготвува предлог закон за единствен систем за проценка, со што лицата со попреченост само еднаш ќе треба додат на проценка и со тоа мислење ќе може да пристапат кон сите права кои што им следуваат по основ на различни закони. Главна задача на надлежните стручни тела е систематски да ги собираат достапните информации за детето и неговата околина и да применуваат процедури за мерење на функционирањето и за проценка на неговата основна здравствена состојба. Од предвидените 10 стручни тела, досега се отворени 2 во Скопје, 1 во Битола, Гостивар и Струмица, додека при крај е подготовката на нивното отварање во Штип, Охрид, Велес, Куманово и Делчево. Досега стручните тела реализираа над 2001 проценка, а паралелно започна и со издавање на контролни проценки. Со заокружувањето на постапката за отварање на сите регионални стручни тела, се очекува многу поголем број на извршени проценки кои треба да ги задоволат реалните потреби. Правилникот прецизно ги дефинира сите чекори, од првично проценување на потребите на ученикот до одредување на типот на поддршка и обезбедување на таа поддршка низ образовните установи, баш онака како што наложува новиот закон за основно образование, како што ќе наложува понатака и новиот закон за средно образование, што е во фаза на изработка, а кој ќе треба да обезбеда целосна инклузивност. Практично, поддршката на учениците со попреченост за време на воспитно-образовниот процес, која ја пропишуваат законите, во кој таа е пошироко дефинирана, новиот правилник ќе овозможи истата да се конкретизира, односно да се индивидуализира за секој ученик согласно неговите посебни образовни потреби. Во сабота на 14 јануари во сите православни храмови во Тетово и неколку околни населени места со биење на камбаните точно напладне и со делење пита со паричка ќе биде одбележан празникот Свети Василий Велики, или кај народот познат како Василица. Иницијаторите ги повикаа верниците да дојдат во храмовите со цел помасовно одбележување на празникот.
Престојнава сабота на 14 јануари во сите православни храмови во Тетово и неколку околни населени места. Точно напладне ќе се слушне биењето на камбаните по повод одбележување на празникот Свети Васили Велики или кај народот познат како Василица. Во црквите ќе бидат поделени парчиња пита со паричка, обичај карактеристичен за овој празник. Иницијативата пак за вакво одбележување на празникот потекнува од група граѓани, а целта е истото да продолжи од година в година. Во 12 часот, каде што сите наши цркви, камбаните ќе чукнат и ќе обележат православна нова година Василица. По тој повод, нашата граѓанска иницијатива е во сите тие храмови ќе има пита со париче. Минатата година добитниците тие ќе си подготват во храмот кај што ќе бидат присутни. Иницијаторите ги повикуваат сите православни верници, кои се во можност да дојдат во храмовите по повод празникот за одбележувањето да биде помасовно. Православни верници од Тетово и Тетовско, повелете на 14 јануари во 12 часот во најблиската православна црква, почнувајќи од Сетоле, Отуње, Једоарце, Джепчиште, Сарачино, Фалише, Речица, Богородица, црквата во Тетово, Свети Никола во Тетово и Свети Кирил и Методи во Тетово. Да го обележиме нашиот православен празник и тоа да сите знаат дека токму на 14 е православна нова година. Ваквиот начин на прославување на Василица во Тетово и Тетовско за прв пат беше реализиран претходната година. Инаку празникот во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово ќе биде одбележан и со црковно бдение кое ќе започне во 21 часот во сабота, пошто ќе бидат поделени парчиња кумат со паричка, а најсреќниот ќе биде кум следната година. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера вечер, околу 21 часот и 15 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 31-годишникот Тетовско село, кој претходно бил пријавен од неговиот 57-годишен татко дека се однесувал агресивно, ја кршел покуќнината и му се заканувал. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. 22-годишникот Тетовска Голема Речица вчера во 22 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавил дека 40 на минути пред тоа физички бил нападнат од 21-годишна тетовка, со која се знаеле, а на што му претходела нивна меѓусебна вербална расправија. Според пријавеното, таа во нападот користела и тврд предмет. Се расчистува случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на локалниот пат Стримница Фалише го пронашле патничкото моторно возило Volkswagen Polo со скопски регистарски ознаки, собственост на 29-годишникот Тетовски Челопек, кое на 3 овој месец било пријавено за одземено. Извршен е увид, а возилото вратено му е на собственикот. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска 40 на минути после полноќ на улица 113 во Тетово лишиле од слобода малолетничка кај која била пронајдена марихуана и против која ќе следува соодветен поднесок. Денеска пак околу 5 часот на улица Благоја Тоска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода две лица од Тетовски Пирок затоа што при нивен и преглед на такси возилото со кое се превезувале им била пронајдена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 13 часот и 10 минути привеле две лица од Република Турција поради сомнение дека го злоупотребила туристичкиот престој. Двајцата се задржани за натамошна постапка. 56-годишник пак од Гостиварски Добридол вчера во 18 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот и 30 минути во местноста Ваков физички бил нападнат од неговиот соселанец. Се расчистува и документира случајот.
Во акцијска контрола спроведена на поширокото Тетовско подрачје биле казнети 6 возачи кои не пропуштиле пешаци на обележан пешачки премин. Во Гостивар пак санкционирани 3 возачи поради непрописно пристигнување. Вчера од 11 до 15 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е засилена акцијска контрола на возачите и нивните обврски кон пешаците. При контролата откриени и санкционирани биле 6 возачи кои не ги пропуштиле пешаците на обележани пешачки премини, а на кои им се изготвени поднесоци и кои ќе се соочат со парична глоба од 250 евра во денарска противредност, како и со заштитна мерка времена забрана за управување на возилото од 3 месеци до 1 година. Откриени и санкционирани биле и 16 други видови сообраќајни прекршоци, додека поради непрописно, односно погрешно паркирање од Тетовската ПАЕК служба, вкупно биле подигнати 20 возила, најмногу во централното градско подрачје. Вчера исто така од 6 до 10 часот во засилена контрола на Гостиварското подрачје биле откриени и санкционирани 3 возачи кои непрописно пристигнувале и обиколувале и на кои им се изготвени поднесоци. Контролните активности на Тетовско-Гостиварското подрачје ќе продолжат и во наредниот период, со цел навреме да се откријат и ефикасно да се отстранат и санкционираат различните видови сообраќајни прекршоци и да се придонесе за поголема безбедност на патиштата. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!